Откако двајцата министри за надворешни работи на Македонија и Грција пред 2 недели го подготвија теренот, медијаторот во спорот за името Метју Нимиц во следните денови ќе има разговори и во Скопје и во Атина да го опипа пулсот на расположението кај двете страни, а веќе кон крајот на идниот месец Кодзијас доаѓа на возвратна посета во Скопје. Посетата на грчкиот шеф на дипломатијата ја најави македонскиот амбасадор во Атина Дарко Ангелов во интервју за грчки портал. Ангелов во интервјуто посочува дека подобрувањето на односите со Грција остануваат главен приоритет и за новата македонска влада и дека ќе се зајакнуваат контактите. Амбасадорот потенцира дека со прием на Македонија во НАТО ќе се испрати сигнал дека Балканот е и ќе остане стабилен. Посочува дека Македонија ги има исполнето условите за членство и требаше одамна да и се дозволи влез во алијансата. It should have happened yesterday, if I can use such a term. It's long overdue when it comes to criteria and merit-based approach. The country was supposed to join NATO in 2008. I won't go into details about that. For those who follow, we know what happened, but we, as my minister mentioned in Athens, we should look now in the future and to see how we can, by improving the relationship with Greece as a major NATO member state, and on top of it our neighbor, hopefully we're gonna compensate for the lost time and become a NATO members as soon as possible. Ова е прва посета во земјава и регионот на посредникот Нимиц по 3 години. Малку невообичаено, тој овој пат има подолготрајна агенда. Ке престојува во Скопје 4 дена, пошто ќе замине и за Атина. Пред разговорите со македонскиот државен врв за можностите за решавање на прашањето за името, Нимиц откри дека овој пат не носи предлог, тука е да ја тестира подготвеноста на двете страни. Познавачите што долги години го следат овој спор сметаат дека Нимиц прво доаѓа во Скопје за да даде одредени рамки за можно решение и потоа во Атина да ги пренесе сигналите за тоа што тој смета дека е прифатливо за македонските власти. Некои грчки медиуми пишуваат дека предлогот Вардарска Македонија е прифатлив за официјална Атина, но поранешниот шеф на македонската дипломатија Антонио Милошовски предупреди на барањето на Атина промената на името да се одрази и на дефинирањето на јазикот, идентитетот и националноста и новото име да се користи во севкупна употреба ерга омнес, што Македонија не смее да го дозволи. Македонските власти изразија надеж за влез на земјава во НАТО под референцата поранешна Југословенска република Македонија и паралелно решавање на прашањето за името, но грците имаат консензус по тоа прашање. Прво решение, потоа членство. Токму едногласието меѓу другото е тоа што и недостига на земјава повеќе од 2 децении.